Почитувам председател, почитувани колеги. Имаме закон, уште еден од сет на закони со кои што се дава акцент на финансиското јакнење на општини. Кажам дека тоа е добра работа што конечно се ставаат акцент на локалните самоуправи, меѓутоа лошата работа е што ова се прави за доцнето и се прави нормално во изборна година со крајна цел да власта преку овие сет на закони кои што ги предлага, ги финансиски стимулира општините за да пред изборниот период покажат одредени резултати кои што за жал ги немале изминативе 4 години. И ќе кажам, тоа е добро што се конечно сетил некој на општиниве, меѓутоа некоректно политички што тоа се прави во изборна година и како опозиција легитимно да го исперципираме тоа како одреден предизборен политички маркетинг. Ние, мислам како собрание и како држава, не смееме вака да се однесуваме кон општините само кога ќе дојдат избори. Сметам дека општините и локалните единици имаат сериозни проблеми кои што во континуитет би требало да ги решаваме. Пред се тука мислам од еден институционален капацитет и подготвеност на локалните самоуправи за искористување на одредени финансиски средства. Конкретниот закон им дава можност, согласно објаснувањето на групата пратеници предлагачи, да предвидуваат буџети за 50% поголеми од она што била реализација во претходните години. Како објаснување тука е корона кризата и некако, барем според моиве сваќања на целава ситуација, некако се коси со она што цело време владата сака да го презентира, тоа дека ете Македонија финансиски добро се справила со кризата, помошта била навремена, стопанството, економијата била функционална, меѓутоа очигледно дека не е така и овие приходни страни на буџетиве, па и на локалниве самоуправи се лоши и затоа е потребна една ваква интервенција во закона за да им се овозможи во предизборна година да направат буџет кој што ќе биде нереален, да предвидат програми кои што ќе бидат нереално изводливи, се со цел да им се додворат на гласачите дека ете ќе сработат градоначалнициве нешто, затоа што барем она што струи во јавноста е тоа дека скоро 4 години буквално ништо и не работеле. Другите закони кои што беа во овој сет на закони кои што јас го нарекувам за помош на општиниве, беа и одредени закони за задолжување кои што идат преку одредени меѓународни финансиски институции и тука посебно ќе се покаже подготвеноста или неподготвеноста на локалните самоуправи да аплицираат за проекти кои што се по оние стандарди за да можеме да ги, односно општините да може да ги исцрпат тие финансиски средства до крај и да видат бенефит. Второ што во овој сегмент владата го прави во делот на финансиска помош на општините во предизборна година, исто така и она пренамена на финансиските средства, чи нам беа 35 милиони од неизградба на аеродромот, карго аеродромот во Штип во општините, каде што апсолутно се гледа фаворизирање на одредени општини или игнорантски однос према други општини, не знам од кои причини, а конкретно ќе зборам или ќе изразам револт за општина Куманово, без разлика што таму градоначалник е од редовите на СДСМ, сепак на општина која што е преку 100.000 жители, општина која што е мултиетничка, за наша среќа општина која што буквално е Македонија во мало и нема заедница етничка која што не живее во Куманово,
Од тие средства се предвидени само минорни 800.000 евра за изградба на канализација во едно село, во Табановце, Речица, така да мислам дека општина која што има 5% од жители на Република Македонија, ако сакате, средствата кои што се определени се несразмерно нереални, вклучително ако земеме во обзир степенот на развој на таа општина, невработеноста во таа општина, инвестициите во изминатиот период, изминатите години, па дури ако сакате и она што до пред неколку години, односно до пред СДСМ да дојде на власт на централно ниво, цело време го збори, а тоа дека Република Македонија му должела на Куманово и сега кога СДСМ на власт ќе му се одолжела на Куманово. За жал, сведоци сме дека не е така. Последно ова со средствата од ТАВ, затоа што на Куманово му се доделени само 800.000 евра. Револтот кај кумановци е голем за овој, морам да го изнесам на говорица, дури има револти кај функционери општински на СДСМ кои што нормално од објективни причини не можат јавно да го изразат, меѓутоа незадоволството кај нив е големо и сметам дека можеби не сакам да верувам дека политичките превирања кои што постојат внатре во редовите на СДСМ, посебно зборам сега помеѓу истакнати функционери од Куманово, е причина што овие средства се толку мали за Куманово. Сепак, јас без разлика што сум пратеник од ВМРО, интересот на кумановци ми е на прво место и овој револт сум должен да го пренесам. Што се однесува конкретно до овој закон, сметам дека не заслужува поддршка затоа што она што му се дава на градоначалниците е една можност за нереално проектирање на буџети, нереално вметнување на проекти кои што не можат да се завршат во дадениот период, посебно што ќе не одведе во повторна приказка на задолжување на општините. И она што е најпроблематично за мене како опозицијски пратеник е што се прави во изборна година, со што им се дава можност за нереално додворување кон гласачите на актуелните градоначалници кои што 4 години ништо не сработиле и сега во предизборна година ќе ветуваат, што викат кумановци, брда и долини, се со цел да добијат глас повеќе и затоа лично нема да го поддржам овој конкретен закон. Благодарам.